Здраво, другарчиња! Јас, учителка Менче, и за денес ви подготвив една многу убава приказна за штурчето и за мравката. Ајде сега сите внимателно да ја слушнеме. Штурецот и мравката. Да живее летото, пеел штурецот свирејќи на гитарата. И цело лето ги наблюдувал мравките како вредно работат и трчат горе-долу без престан. Постојано работите, нели? Наместо да уживате во овие прекрасни денови и во убавото сонце, вие го минувате летото трчајќи по полињата за да се снабдите за зимата. Во шега коментирал штурецот, но мравките не се налутиле. А ти само пееш, а кога ќе работиш и ќе размислуваш за да се снабдиш за зимските денови? Штурецот ги симнал рамениците и рекол: па кој е сега расположен да размислува за зимата? Погледнете денес колку е убав денот. Продолжил да свири и да пее и весело им се обратил на пријателите. Работете вие и за мене, а јас ќе ве забавувам. Во право си, признале мравките, да те нема тебе и твојата музика, тешко би можеле да работиме на ова жешко сонце. А една постара мравка се пожалила негодувајќи. Каков неработник, ако умре од глад, самиот ќе биде виновен. Со звуците на музиката на штурецот во шумата се приредувале игранки на кои учествувале сите жители и прекрасно се забавувале. За жал, на летото му се ближил крајот и сите се подготвувале за долгата и студена зима. Во шумата повеќе не се слушнала песната. Сите се вовлекле во длабоките јами под земјата, верверичките се засолниле во шуплините на стеблата, а мравките во големите подземни ходници на своите мравјалници. Секој себе си обезбедил засолниште за студените денови. Каде ќе оди штурецот, кога сето време го поминал во пеење? Сега тој се нашол сосем сам во шумата. Никој повеќе не барал да му пее и одеднаш се почувствувал многу тажен. Започнале да паѓаат првите капки дожд, а дрвјата под налетот на првиот ветер полека започнале да го губат своето летно рубо. Зошто не ги послушав моите пријатели мравки? Неутешно се запрашал штурецот, тресејќи се од студ. А зимата навистина била многу студена оваа година. Снегот паѓал речиси еден месец и целата шума под длабоката снежна покривка потонала во белината. Мравките во пријатната топлина својот дом размислувале за стариот пријател штурецот и загрижено се прашувале: како заврши штурецот? Многу ни недостасува неговата музика. По оваков мраз, можеби веќе некаде лежи мртов, покриен со снег, помислил некој злокомно. Но останатите не се согласиле. Штурецот е многу јак и силен и сигурно успел да го преживее мразот. Барем да можевме да се обидеме да го побараме. Можеби ќе успеевме да го спасиме. Ајде да тргнеме, сепак тој не забавуваше цело лето. Му должиме услуга. И решиле да тргнат по потрага по сиромавиот штурец. Го пронашле речиси замрзнат под длабокиот снег. Со мака го натовариле на санката и го одвлекле до мравјалникот, каде што ќе можел да закрепне на топло. Сега си на сигурно, му рекле, штом ги отвори очите. Мораш да јадеш што поскоро да ја повратиш силата. Одрад од мравки веднаш се прлил на работа да го услужат сиромавиот штурец. Убаво го нахраниле со топли и вкусни јадења. Штурецот брзо закрепнал и сега весело им се смеел на своите пријатели, едејќи со слад се што му нуделе. На лошата авантура и дошол крајот. Сиромавиот штурец не можел да верува дека може спокојно да престува во овој топол дом, каде што без престан го служеле и хранеле неговите вредни пријатели. Земи уште малку, постојано му викале мравките. Мораш да закрепнеш. Пробај го и ова.
Тоа го подготвивме токму за тебе. Како да ви се одложам? Ги запрашал штурецот своите добродетели. Свири ни, зимата е многу тажна, а твојата песна ќе не развесели. Дали ви се допадна, другарчиња, приказната за штурчето и за мравката? Така. А внимателно ја слушнавте? Супер, многу ми е мило. Сега, другарчиња, ви подготвив 2 гатанки. Така, се надевам дека ќе ги погодите. Во полето вредно работат црнисте и мали и собираат храна за цела зима, да имат што да јадат. Ајде, другарчиња, да погодиме. Што може да биде тоа? Дали знаете? Така е, точно, тоа е мравката. Така, имам уште една за вас. Во полето свири, пее, ги весели сите, така летово си ги минува дните. Ајде да погодиме што е тоа? Одлично, така е. Штурчето, супер, одлично, другарчиња. За домашна задача ви подготвив да направите од мравка од пластелин. Еве како погледнете како јас на сликата имам направено. Значи, ќе земете пластелин во кафеава боја, ќе направиме главче, потоа телото, ноџињата и 2 антенички. Така, и со помош на вашите родители ќе го направите. Исто така, ви подготвив и едно штурче. Еве, погледнете. Така, значи, исто се прави. Земаме зелен пластелин. Така, па потоа го правиме главчето, телцето, 2 ноџиња, 2 рачиња и 2 антенички. Се надевам дека вашите родители ќе ви помогнат заедно да направите. Така, супер. И така ви подготвив уште една стихотворба. Се надевам дека ќе ви се допадне, за штурчето и мравките. Слушајте внимателно. Низ полето цело лето штурчо песна ширеше, од утрина до вечер пееше и свиреше. Но набргу во полето се насели есен, се попари лута слана и задува ветер бесен. Се уплаши штурчо тогаш, па поита спас да бара, кај мравката дома појде пријателка своја стара. Ти се молам, пријателке, штурчо мравката ја моли, дај ми малку житни зрна, стомакот ме боли. Дува ветер, магла носи, дожд истура тече, мравката над прагот дзирна и на штурчето му рече. Пријателе, ти летово ги мина дните, во полето свирев, пеев, ги веселев сите. Штом си пеел и си свирел сред летната жега, веселнику сакан мој, оди играј сега. Дали ви се допадна стихотворбата за штурчето и мравките? Така, одлично. И за крај, другарчиња, ќе ви предложам да ја слушнете песничката за штурчето и мравката од Поточиње 2004 година. До гледање и се гледаме повторно.